Почитувани присутни, ми представува голема чест и задоволство денеска пред сите вас да го презентирам мојот докторски труд, кој е дел од една многу интересна и актуелна проблематика. Ова е содржината на презентацијата, преку која ќе ви ги прикажам главните делови од ова истражување. Тунелските проекти се карактеризираат со високо ниво на сложеност, голем број на фактори и многу несигурности, а сето тоа создава еден потенцијал за хазарди и последици, односно го формира ризикот. Преку овие неколку слики може да се забележи дека ризиците се присутни насекаде низ светот и дека истите се манифестираат со различни последици. Во нашата држава, управувањето со ризици е генерално индиректно, односно базирано само на некои експертски процени и искуства, а тоа најчесто доведува до недоволна ефикасност, зголемени трошоци, време за изградба и одредени безбедносни ризици. Со оглед дека во нашата држава се планирани 3 железнички делници со голем број на тунели, мотивацијата беше да се направи еден модел кој комбинира различни концепти и методи за управување, за да се даде една конкретна евалуација и секако подобрување за идните проекти, за помалку да ни настануваат вакви ситуации како на сликата, односно да може полесно истите да ги предвидуваме. Сега, кои беа прашањата, хипотезите, односно она што не носеше кон целите, дали стандардните проектни податоци може да се користат за да се создаде една употреблива база на податоци за управување со ризици, потоа дали моделите базирани на вештачка интелигенција и машинско учење, она што е денеска доста популарно, ќе дадат подобра точност и ќе бидат попрактични на некој начин од класичните модели, кој од факторите би имале најголемо влијание, односно што би предизвикувало најголем ризик, и на крај дали сето тоа може да ни помогне при донесување на одлуки во некое реално време. Самите несигурности кај тунелите се една комплексна комбинација од геолошки, технолошки и човечки фактори кои се присутни во сите проектни фази. Кај нас во Македонија самиот поим за подземна конструкција представува еден вид на проблем или ризик, односно сите некако го избегнуваат овој дел, бидејќи најчесто резултира со зголемени финансиски средства или можеби недоволна негова истраженост за да се оправда. Според досегашните искуства постојат различни ризици кои најчесто придонесуваат за надминување на трошоци и време. Тука на овој диаграм се представени оние главните што се присутни во светски рамки кај тунелите, каде што геологијата и технологијата преовладуваат со некаде преку 50%. Според Институтот за проектен менеджмент, целите на управувањето со ризици се да се зголеми веројатноста за позитивен ризик, односно да се намали веројатноста за негативен ризик. Според Интернационалната асоциација за тунели ИТА, тунелските проекти треба да содржат процена на ризици, а Интернационалната организација за стандардизација го дава оквирот, односно рамката на процесот за управување со ризици, каде клучен дел е самата проценка, а за сето ова потребно е да имаме основни познавања од веројатност и статистика, секако инженерски познавања и вештини, и за сето тоа добро да се оформи и заврши и одредени менаџерски способности. Како може да пристапиме кон управувањето со ризиците? Наједноставно е на квалитативен начин или пристап преку некои листи, диаграми, матрици и регистри. На оваа слика е прикажен еден регистар на ризици. Потоа малку подетално како комбинација од математички и графички модели, односно квантитативен пристап. Туку имаме горе едно дрво на грешки за колапс во тунелот, а доле дрво на настани, чисто како изгледаат тие математичко-графички модели, и на крајот она што е денеска најактуелно е машинскиот пристап и вештачката интелигенција, односно одредени алгоритми што се користат за да се обучуваат голем број на податоци и да се откријат одредени шеми, како и тоа да се прикаже на различни начини, како што овде има прикажано еден алгоритам на горната слика и една мала бајасова мрежа на долната слика.
Покрај самата процена, вториот дел од управувањето за ризици е неговото справување, односно трите елементи од евалуација, третман и мониторинг. Во овој дел се предложени два пристапи, односно две поделби, да речеме. Едната е во однос на надминување, односно влијание врз трошоците и времето во горната табела, а доле еден диаграм, така наречен FN диаграм, во однос на прифатливи или неприфатливи региони за веројатност на појава со број на жртви или повреди. Оно што беше фокусот на самото истражување се трите железнички делници во нашата држава, односно првата делница од Пелјаковци до Крива Паланка со 15 тунели, втората делница која продолжува од Крива Паланка до граница со Бугарија со 24 тунели и третата делница од Кичево до граница со Албанија со 10 тунели или вкупно 49 тунели за формирање на базата на податоци, каде што преку 80% се целосно неизградени, се наоѓаат на различни локации самите тунели. Доминира новата австријска тунелска метода за подземниот дел и cut and cover методата, најчесто за порталите или некои помали тунели. Два од овие тунели се во урбана средина под градот Крива Паланка. 6 од тунелите се со должини над 1000 метри, односно има паралелни тунели покрај нив. И за сите овие тунели имаме изработени основни проекти во нашата држава, кои се веќе и доста стари на некој начин за нивно изведување. При тоа едната делница, односно првата, е моментално во фаза на изградба. Од сите овие податоци се формираше на првична голема база на податоци за управување со ризиците, каде што главните групи се општи некои геометриски карактеристики за тунелите, потоа најголемите податоци, односно најбројните се геолошко-геотехничките податоци. Има податоци за подградбата, сведени на количини на 1 метар должен и на крајот некои кратки податоци околу технологијата на изградба и некои карактеристики. Со ова се формирани 341 сегмент вкупно на сите три делници, каде што секој сегмент представува одредена промена во однос на овие податоци. Најголем број на сегменти има на втората делница, додека најдолгите сегменти се наоѓаат на третата делница. Првично имаме 26 податоци или влезни параметри без ризикот, а потоа тие се намалуваат со самата анализа на моделите. Повеќето од податоците се директни вредности земени од проектите, а одреден мал дел се проценети вредности во рамки од 0 до 1. Сега што нуди овој, да речеме, предложен пристап, што недостасува кај постоечките, тоа е првично самата база на податоци, која ги комбинира овие стандардни, влезни параметри, потоа самата комбинација со повеќе модели, генерално праксата до сега е најчесто еден или максимум два модели да се искомбинираат. Адаптивноста и динамичната процена исто така важен фактор кој не сите модели од поновите го овозможуваат. Секако ажурирањето на одредени сценарија на ризикот врз основа на нови податоци е нешто што е предложено тука и на крај секако е моделирањето на комплексните меѓузависности што ги може да се јават кај овие податоци. При развивање на самите модели за управување со ризиците се започнува од базата на податоци. Генерално овие анализи со оваа проектна документација се насочени кон фазата на изградба, односно она што би ни било ризик при самата изградба. Првично имаме некоја прелиминарна анализа, а потоа моделите се делат на модели без со дефиниран ризик. Целта на крајот е да се направи еден интегриран модел од класични како и напредни машински пристапи. Во прелиминарната анализа имаме разработка на податоците за да се види и нивната употребливост. Тоа генерално се на почетокот основни статистички вредности и корелации, како дел од овие хистограми, кои даваат различни дистрибуции на секој од податоците. Потоа и дефинирањето, односно можноста за дефинирање на одредени тежински коефициенти и анализа на веројатности на појави. Со овие првични некои процени се елиминирани дел од податоците. Овде на овој диаграм е представена една корелација на сите влезни
податоци, сите 26 на почеток, во еден композитен резултантен ризик, да речеме, каде што се отстранети некои 6 фактори, односно финалната бетонска облога, аголот на внатрешното триење, кохезијата, волуменската тежина, радиусот и надолжниот наклон, бидејќи дел од нив имаат несоодветни корелации, дел од нив прават аномалии во самите модели, а всушност не придонесуваат толку, а имаат многу, да речеме, разновидни вредности, кои што во реалноста и не ни значат можеби нешто важно. Потоа во оваа прелиминарна анализа направена и анализата на дрвото на грешки и настани, тоа представува една комбинација каде што првен се дефинираат некои најкритични хазарди што може да се јават, потоа се одредува нивната веројатност, а потоа со таа веројатност се разгледуваат последиците и мерките, за на крај да се види што всушност ни представува ризикот. И од тука се извлечени некои првични распределби во однос на влијателните фактори и првични, да речеме, веројатности на појава што може да се употребуваат во подеталните модели. Кај првиот концепт имаме модели без некоја целна променлива на почеток, односно без ризик, и употребена е кластеризација според 3 методи, каде што тоа е еден процес на одредување на сегменти со слични вредности. Според овие 3 методи имаме 4, односно 6 кластери, каде што првите кластери се кластери со највисок ризик, а последните се со најнизок. Самите кластери потоа се анализираат. Овде се добиени добри некои логичности, каде што најголемиот ризик се јавува кај сегментите со слаби геолошки карактеристики, високи веројатности за појава на раседи, подземна вода и слично, и обратно тоа нели за најниски ризици. Потоа, од сите овие 3 модели се направени дополнителни 3 модели со машински учење, каде што истите имаат можност да предвидуваат нови кластери, надвор нели од самата база на податоци. Првично се добиени нели комбинација од различни влијателни параметри, ова е само чисто еден диаграм од најдобриот модел тука, и понатаму направена една модификација за да малку се подобрат овие кластери или да се вметне она експертско влијание, каде што самиот број на кластери е сведен на 3, ова чисто се некои податоци, иако не сите, секако секој податок влегува во самите кластери или во самите групи на ризик, кои го дефинираат истиот и предвидуваат ризик за секој од сегментите. Со тоа се дефинирани и финалните модели, повторно, кои може да предвидуваат и нови кластери, базирани на машинско учење, и со тоа е дефиниран ризикот на сите овие делници, прикажан нели најдоле, каде што доминира претежно овде средниот ризик. Кај вториот пристап започнуваме можеби со експертско влијание, односно со претходно проценети ризици, каде што преку она што и претходно го споменав, оваа табела горе, секој од сегментите е проценет во кои рамки спаѓа на ризикот, а потоа се развивани модели кои може да ги предвидуваат истите. Според оваа распределба тука имаме 5 групи, каде што доминира нискиот ризик, но ни се појавува и значително голем процент на висок ризик, односно околу 24% висок ризик. За овде да се одредат кои од моделите се најдобри покрај нивната точност, направена е и анализа на влијателни фактори, оно што најмногу не интересира. Од овие 3 модели, од кои што првите 2 се класични алгоритми на машинско учење, Random Forest и XGBoost, а третиот се невронски мрежи, може да се види чисто вака една различна распределба на сите параметри, каде што може да се забележи дека првиот модел има некое побалансирано влијание, не доминира еден фактор, како и другите 2, каде што доста многу доминација јавува раседот како податок, па затоа и овој прв модел дава најдобри резултати, кои што зема во предвид повеќе параметри, како РМР класификацијата, подземната вода, деловите од подградбата и така натаму. Сите овие модели имаат некоја просечна, да речеме, точност или R2 оцена од околу 0,8 или 80% точност при предвидување на нови сегменти.
Во овој втор концепт направено е и претходно проценување на квалитативни категории, каде што сите квантитативни податоци се поделени во категории од многу ниска до многу висока вредност. Всушност направена една дискретизација првично во 5 категории, дадени во светската пракса или општо прифатење, а потоа и 3 категории. Првиот модел, направен со Байесовите мрежи, дава најстабилни и најлогични резултати, каде што имаме 10 директни вредности кон ризикот, голем број на врски и голем број на независни параметри, но пак ќе кажам балансирано влијание кон последниот јазол, тој најдесно, а тоа е ризикот. Кај вториот модел, кој е правен според друг алгоритам, повторно ризикот не е целта, но тука имаме доминација генерално на еден податок, а тоа е РМР класификацијата, па за тој модел е малку поупотреблив при прецизни одредувања на РМР, односно ROC-MAS рейтингот. Овој модел има помалку врски, но исто така голем број на независни параметри. Третиот модел е наједноставен, каде што ризикот е еден изворен јазол во средината и од него потекнуваат, односно се поврзани сите врски кон основните влезни податоци. Иако има голем број на врски овој модел или Байесова мрежа, има многу мал број на независни параметри споредено со другите, и овој модел е корисен при сценарии или докази, каде што може да комбинираме, например, 100% висок ризик, како би се одразил на нашите влезни параметри и податоци. Потоа, бидејќи има голем број на податоци и независни параметри, направена една редукција на првиот или најдобриот модел, каде што се сведени 5 на 3 категории, за да биде поедноставен. Овој модел може би малку подобро работи при поголеми бази на податоци, бидејќи има само, да речеме, 160.000 независни параметри, далеку помалку од првите 2 модели. Сега од сите овие модели направена е споредба и на точноста, генерално покажуваат добра точност при различни комбинации на валидација, каде што просекот е негде 0,8 или 80% точност при проценување на сегментите. Од сето ова, интеграцијата што представуваше всушност, представуваше користење на најдобрите модели за да се одредат неколку различни работи, односно првен кои се највлијателни групи на фактори, горниот лев диаграм со црвено, каде што се потврдува повторно доминацијата на геологијата околу 50%, потоа следува подградбата, технологијата и геометријата, потоа диаграмот под него со виолетово ги прикажува просечно највлијателните фактори во секоја група, каде што гледаме доминација на раседите, РМР класификацијата, потоа во делот на подградбата ги имаме прсканиот бетон и ременатите, иако тука веќе има некоја побалансирана распределба. Во делот на технологијата, минирањето доста така доминира во однос на ризикот, а кај геометријата, надслојот и површината на ископ се највлијателни фактори. Потоа во самата процена на ризикот, значи во однос на сите модели, просечно најмногу имаме низок ризик, околу 47%, но она што ни е од интерес за нас се секако повисоките ризици кои може да се манифестираат со различни последици. Тука имаме околу 23% среден ризик и 20% висок ризик. Доаѓа во некои модели појава и на многу висок ризик, на третата делница, но тој ризик е со многу мала веројатност, околу 1%, што значи дека може би не е до толку опасен. При тоа, она што беше интересно да се процени, бидејќи само првата делница беше во фаза на изградба, во координација со самиот изведувач, проценетата вредност на средниот и високиот ризик од 11% беше во реалност околу 13%, да речеме доста близко со она што беше проценето. Она што друго не интересира е како ризикот се манифестира, односно до кој степен стигнуваат неговите последици. Беше направена пресметка на главните тунелски работи, односно ископот и примарната подградба за вкупно сите сегменти, колку истите би чинеле без ризици
околу, да речеме, 162 милиони евра, и како различни сценарија придонесуваат до дополнително зголемување на трошоците од најнискиот среден ризик до највисокиот висок ризик и комбинација од среден и висок ризик, односно најцрното сценарио. И всушност имаме вкупни покачувања на овие трошоци од 0,23 па се до 12,3%, или таа првична сума од 162 милиони евра прераснува во 182 милиони евра, скоро 20 милиони надминување на оние предвидени трошоци само за главните тунелски работи. Збориме, значи, не целосно изграден тунел. Тоа во просек ја зголемува цената од 8 на 9.000 евра за метар, што можеби не изгледа вака првично многу скапо, но за мала држава како нашата може да значи многу. Секако последниот дел за самите резултати беше да се предвидат и одредени мерки. Овде пак ние на фокусот на висок и среден ризик, каде што генерално се предложени дополнителни истраги да се направат, може да бидат и во фазата на изградба или предходно. При посериозни проблеми може да дојде до промена на методот на ископ и подградбата. Секако континуирано следење да се прави цело време и да се дефинираат ако треба дополнително оние зоните на аларм, односно најрационалните средства кои што би го намалиле ризикот или би го донеле на некое пониско ниво. На крајот, на ваква интеграција овозможува еден практичен систем за користење, каде што се разгледуваат овие сегменти според новата австријска тунелска метода на еден начин што досега не е разгледуван ни во светски рамки. Самото во истражување потврди дека базата со стандардни проектни податоци може да биде употреблива за анализа на ризиците. Најдобро е да се применува каде што имаме секако повеќе тунели, да има можност самите модели да учат, односно самите податоци што се користат, да користат при учење на моделите, како што беше овде случајот. Потоа, самата форма, комбинирано квантитативно и квалитативно, нуди некои можности, бидејќи не сите прашања што ги имаме може да се покријат на некој квантитативен начин, па затоа самите модели се така дефинирани да може да се надополнуваат едни со други, да даваат некоја нова можност и на квалитативен и квантитативен начин, како и користејќи на машинско учење, да дадат точност, конкретни параметри и на крај конкретни вредности од аспект на самиот ризик, процентуално веројатност на појава и секако она што најмногу не интересира, трошоците или во некоја друга фаза времето на изградба. Целта покрај практичната примена на ваквите модели, кои што може да се користат исто така и одделно, не мора секогаш да биде еден интегриран систем, сето тоа зависи од фазата на проектот, и да се направи некоја основа за национална база на податоци, а понатаму и национална стратегија за управување со ризиците, што во светски рамки е доста актуелно, и секако во иднина сето тоа да биде еден извор на нови податоци и искуства и цело време да се надополнува, и како што учат машинските модели, така и ние да учиме за ризиците и да го гледаме проектот малку од еден друг аспект, каде што класичното проектирање не може да ни го покаже. Благодарам на вниманието.